Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Бети и Јонтеновски. Почитувани слушатели, Facebook следбеници, како што знаете, секоја сабота ова време, денес со закаснување, е резервирано за разговор со наши гости. Наш денешен гостин е господин Љузим Фаризи, доктор по меѓународни политички науки, политиколог и политички аналитичар. Со господин Фаризи ќе разговараме за најактуелните теми во изминативе неколку дена, како и за теми кои не засегаат сите нас без разлика каде и да сме. Токму така, почитувани, со господинот Фаризи ќе зборуваме за средбата на министрите за надворешни работи на Македонија и Турција, Тимчо Муцунски и Хакан Фидан, кои се одржа во Скопје. Ќе зборуваме и за започнатиот проект на владата кој предвидува финансиска помош за развој на општините во вредност од 250 милиони евра. Ке зборуваме за случајот со албанскиот буквар и ставот на министерката за образование и наука Весна Јаневска, како и изјавите на функционерите на Вреди. Ќе зборуваме за интерпелацијата на спикерот Гаши и однесувањето на ДУИ и Европскиот фронт, како и за вокабуларот на лидерот на левица Димитар Апасиев. Ке зборуваме за најавата на Уставниот суд да расправа за уставноста на законот за употреба на јазиците, како и за законот за балансерот. Ќе зборуваме за подполнувањето на директорските позиции од третиот и четвртиот ешалон од страна на владата, а ќе зборуваме и за изјавите на Драги Георгиев, председателот на Мешовитата историска комисија за историски и образовни прашања од македонската страна. Со доктор Фаризи ќе зборуваме за обвинувањата на опозицијата дека владата на Мицковски не покажала никаква намера да го продолжи евроинтегративниот пат на Македонија, а ќе зборуваме и за новата инвестиција во вредност од преку 600 милиони евра и планот за нови 700 вработувања. Почитувани, ова се само еден дел од темите за кои во следниве минути ќе разговараме со нашиот гостин Љузим Фаризи. За таа цел во овие моменти преку видеолинковско поврзување го покануваме господинот Фаризи да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблеми со звучниот сигнал. После паниката вчера и блокада на почетокот на емисијава, господине Фаризи, ако не слушате, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени и секако опростите за доцнењето со интервјуто. Момент. Повелете, се слушаме? Мислам дека се слушаме сега. Одлично, повелете. Добро утро, добро вечер, добар ден, зависи од каде на светот не гледат нам, до вас, до Јони, до Бети и до нашите гледачи, и се надеваме дека како и секогаш ќе поминеме убаво во оваа дебатна емисија. Токму така, добро ви утро и од мене, господине Фаризи. Ви благодариме уште еднаш што ја прифативте нашата покана да бидете заедно со нас и се разбира со нашите гледачи и слушатели и низ разговор да се обидеме да анализираме дел од она што се случуваше во Македонија на политичката сцена. Се надеваме дека, како и секогаш, така и денес ќе го задржиме вниманието на сите нив. Секогаш со задоволство присуствувам тука во вашата емисија, само што во последен период јас бев нешто болен со грлото, кашлов и не знам дали сигурно, но не сакав да ве го откажам терминот, односно и Господ здрави ќе и помогнете уште побрзо да оздравите. Ние така бевме предвидели. Немаме проблем во текот на емисијата. Доколку има прашања од гледачи и слушатели, а не се опфатени во нашата агенда, ќе ви ги ставиме на екранот, па доколку мислите дека на нив треба да одговорите, сте добродојдени тоа да го направите. Во секој ваше прашање мислам дека ќе најдеме одговор. Така. Во четвртокот во Скопје се сретна министрите за надворешни работи на Македонија и на Турција, Тимчо Муцунски и Хакан Фидан. Ова е прва посета на странски министер за надворешни работи по формирањето на новата влада. Како го оценувате значењето на оваа посета и изјавите кои двајцата министри ги дадоа за време на пресконференцијата, особено во однос на процесот на интеграцијата на Македонија во ЕУ, како и економската размена и инвестирање во Македонија, но и воена соработка, имајќи предвид дека и двете земји, Македонија и Турција, се членки на НАТО сојузот. Како гледате на барањето на турскиот министер кој ги испрати до
македонската влада за да има поголем позитивен пристап и разбирање за барањата на турската заедница, поврзани со нивните права, а засновани врз основа на закони да бидат негувани од страна на надлежните институции, како и барањата за настава на мајчин јазик и за инфраструктурни проекти. Попростите многу прашања во една целина ми довидаваме простор да се изјасните за се. Да, значи за постојано формирање на новата влада гости беше министерот за надворешни работи на Турција. Пред се Турција треба да знаеме дека е наш голем сојузник, е члена на НАТО алијансата, иако нема врска тоа со европските интеграции, бидејќи и Турција во тој процес и не е членка на Европска унија, но сепак Турција е голем наш сојузник, пред се е голема држава во смисла на економски и воен план, односно во делот на одбранената политика, така што доаѓањето на него во Скопје, односно во Република Македонија, докажува дека Турција и понатаму не е главен сојузник во иднина, така што ние имаме прекрасна сработка, дури мене ми испаѓа тие првиот контакт на нашиот министер со турскиот министер за надворешни работи, значи примањето, прегратките што ги има еден кон друг, тоа докажува дека сме блиски сојузници и партнери во меѓународните односи, така што тоа дава голем впечаток во јавноста дека ние се уште ги традиционалните партнери што ги имаме, ги држиме тие контакти, така што неговите барања што се кон нашата држава, односно неговите изјави за да се поддржува малцинството турци во државата, односно во Република Македонија, се во комунитетите барања од страна на Турција, но сепак мислам дека нашата држава, односно нашата легислатива и законите им гарантира права на малцинствата. Турците, како малцинство во нашата држава, секогаш во континуитет се унапредени, односно дел односно таа заедница работат во државната администрација и секогаш нивните права во смисла на културата, јазикот и во другите полиња во живот, мислам дека се унапредува во сите општини кај се турците, мислам дека односно кои се според законот за употреба на јазиците се употреба турскиот јазик, како пример што е општина Гостивар и така натаму. Така што мислам дека кај нас Турција има инвестирано многу во културниот дел и во инфраструктурата и така натаму, така што мислам дека ние како држава сме се покажале кон заедницата на турците и мислам дека самото доаѓање на министерот за надворешни работи во Скопје докажува и покажува дека ние сме големи сојузници и ние ги поддржуваме и како држава, односно не поддржуваат, исто така водиме рачун и за своите народници во нашата држава. Во четвртокот, владата го најави почетокот на проект со кој ќе одвои 250 милиони евра за развој на општините преку инфраструктурни и капитални проекти, со цел подобрување на животот на македонските граѓани. Во таа насока ги повика општините да аплицираат. Како гледате на овој проект и на условите кои се предвидени за аплицирање, како што се рокот од 7 дена за поднесување на апликациите и 10 дена за доставување на целосната проектна документација? Какво е вашето мислење за рокот од 10 дена за евалуација од страна на владата, пошто ќе се одлучува кои проекти ќе бидат финансирани, а кои не? Владата на Република Македонија, односно премиерот Христијан Мицкоски и пред кампања и после составување на владата, вети на општините дека ќе им дава 500 милиони, односно ќе инвестира владата 500 милиони евра и значи бидејќи сега сме речиси во втората половина на годината и нема време реално да се инвестират тие пари и 250 милиони евра ќе се инвестират во 2024, а 250 милиони во следната година. Тие се директна инфузија за сите општини во државата. Пред се во минатото општините многу се задолжиле, односно немат капацитет самите да ги финансират проектите.
а во врска со и тоа ќе биде добродојден за сите граѓани и мислам дека е исполнување од ветувањето што го имаше во МВД пред изборите, дека тоа стои под тоа што му е ветано, така што нашите општини ќе придобиват од тие 250 милиони евра. А во врска со рокот што е 7 до 10 дена, тоа мислам дека само еволуција, односно поднесување, пополнување на тој формулар. Јас мислам дека тука ќе се покаже капацитетот на нашите општини, односно на таа администрација што тие земат плата, колку се способни тоа да го прават во рок од 7 до 10 дена. Јас мислам дека во тој рок, освен што се покажуваат, и тие ќе ги добиват, односно тие што ги пополнуваат условите, ќе ги добиват тие пари. Тоа можно е некој од општините реално да не добива од тие пари, ако тие не се способни да ги исполнуваат тие формулари, односно таа еволуција. Јас мислам дека тогаш ќе биде вметат прстот од нивната страна, бидејќи тие реално треба да се реформираат во самите општини и да ги подигнат нивните капацитети, односно ресурси на човештвото пред се, односно нивните капацитети да имат повеќе човечки ресурси кои се способни да аплицираат на такви проекти, но пред се мислам дека тоа ќе биде добродојдено во ова година, односно ќе успеат најголемите општини. И јас мислам дека и другиот дел тоа што е предвидено со број на жители кои се во општината, јас мислам дека е добра прераспределба за да не бидат дискриминирани поголемите или помалите општини. Функционерите од коалицијата Вреди на учениците им поделуваа албански буквари кој бил одобрен од Бирото за развој на образованието како дидактичко помошно помагало, кое пронешниот министер за образование Шакири го потпишал за употреба во образовниот процес. Министерката за образование Весна Јаневска предупреди дека ваквиот буквар не може да се користи како примарно средство за учење, туку како донација само на дидактичко помошно помагало, а не како учебник. Јаневска изјави дека учениците во Македонија може да се стегнат со свидетелство и дипломи единствено само доколку учат по план и наставна програма одобрени од Бирото за развој на образование во Македонија, а не по дидактичко помошно помагало. Овде мора да потенцирам дека Јаневска од непознати причини за нас и без потреба го избегна користењето на зборот Македонија, наместо тоа таа употреби нашата држава, зашто побаравме и нејзино предложение кое се надеваме дека ќе го добиеме. Дали се согласувате со изјавата на министерката Јаневска дека учениците во Македонија можат да добијат свидетелства и дипломи само доколку учат по наставна програма и план одобрени од Бирото за развој на образование од Македонија, а не по дидактичко помошно помагало? Како гледате и на тоа што поранешниот министер за образование го ставил неговиот потпис за одобрение овој буквар да се користи како главен учебник, а не како помагало? Мислам дека секогаш, ова е малце сензитивно прашање реално, бидејќи секогаш кога почнува годината кај нас се дебатира, односно политички се пресметуваат партиите помеѓу себе, кој ќе биде поголемиот патриот, односно во делот на образованието, и така децата се, односно патат од тие политички пресметувања на партиите. Јас мислам дека политиката треба да се тргнува далеку од образовниот процес и ние само треба да имаме квалитетно образование и квалитетен начин на учење на тие деца. Пред се на децата треба да им овозможиме да имаат учебници. Во минатото ние немавме учебници во школото ни и кај македонските паралели, и кај албанските паралели, односно деца и кај другите деца што се од другите помалци заедници. Мислам дека ова година е избегнато тој проблем и имајќи во предвид дека владата почнаше многу касно, нели, со ставувањето, односно многу краток период имаше за да може да се припрема. Јас не мислам дека следната година ние ќе имаме можност, односно подобри услови децата да ги имат сите книги што се потребни за учебниот процес. Знаете што во минатото, дуи кога беше во власт,
се обидуваше преку линковите што ги имаше со албанската влада, односно на владата на Република Албанија, за да таа идеја за да имат буквар еден за сите, бидејќи албанскиот стандарден јазик е еден, нели, ист го говориме, но сепак тие нивната цел беше за да политички да профитират да направат букварот еден кој што употребува во Албанија да се употребува тука. Но според тоа дека кај нас постојат закони, односно таа е некоја соработка помеѓу Министерството за образование на Република Македонија и Република Албанија и неверојатно ако имало некоја соработка тоа треба да се применува. Но сепак ако букварот бил како како втор можна употреба на како книга, како pomoćna diktatika, тогаш јас мислам дека тоа треба да се постапа. Јас реално конкретно не го знам ова што се случило, но односно со која книга ќе уса, но сепак ние треба да бидеме во делот на да ги почитуваме Бирото за развој, односно Бирото за образование, така што имат тие плани концепт како што работат секој учител, односно професор во основно и во средно образование треба да го пополнува електронскиот дневник и треба да го почитува тоа што е предвидено во програмата која поминала во Министерство за образованието, во Бирото за образование. И нормално дека секој професор што го прекршува тоа ако го прекршиш законот, тоа е кривично дело пред се. И мислам дека професорите сепак, јас знаеш што, јас сум повеќе на дека сакам да кажам дека професорите исто ќе го постапат. Ако некој од професорите ќе го употребува тој букварот, па ќе го пише тоа што е предвидено според Бирото за образование, јас пак не се согласувам тука. Иначе ние мора да се научиме на легалитетот на тоа што го правиме, да не бидеме како пред 20 или 25 години кога ние учевме во школа, како едно го пишуваше учителот во дневникот, а сосема второто ни го предаваше како пример како дел во предметот историја, географија, па и во мајчиниот јазик, односно децата што учеа, така што ние мислиме дека една за секогаш треба да се тргнеме од тоа, од политиката што се метнува во образованието и да ги почитуваме само законите, но и да ги почитуваме програмата според која учат децата и тоа да биде законско и легално. Јас сегаш сум за легалното и за законито, не сум во тие шемите кои што неформално. Значи ние ако продолжиме така ќе имаме неформално образование како секогаш што се случува во минатото во нашата држава. Одлично кажано. Како ќе ја коментирате изјавата на функционерите од Вреди дека букварот е унифициран и се користи и во Албанија и на Косово? Како ја оценувате изјавата на вице-премиерот Меджити дека ова е суштински чекор во зачувување на националниот идентитет во време на глобализација? Јас мислам дека еден дел од мојот одговор беше во поранешното прашање, тие не сака да се тргнат од тоа, бидејќи ќе имат напад сигурно од страна на ДУИ, дека тоа било нешто големо постигнато во минатото и сега овие го рушат. Нормално дека нон-стоп Вреди е нападнато од страна на ДУИ, дека се предавници, дека се филијали на ВМРО-ДПМН и така натаму, така што мислам дека ова повеќе го направило за пропаганда, односно да ја продолжат дека тие се во продолжение патриотите што го направил, го постигнаа ДУИ и истите го продолжат да го постигнат тоа, но сепак јас мислам дека еднаш за сегош треба да седнат политичките лидери и да се договарат, не за да се договарат, туку да знае министер војнина кој буквар ќе се употреби во нашата држава и образовниот процес да биде легален и легитимен. Интерпелацијата на спикерот Африм Граши во вторникот не помина. За време на гласањето во собранието беа само 93 пратеници, бидејќи пратениците на ДУИ не сакаа да се произнесат за интерпелацијата со образложение дека таа е заснована на национална основа. За интерпелацијата на Гаши гласа 21 пратеник и тоа од Левица и од СДСМ, а 72 пратеници беа против интерпелацијата, што значи дека Гаши и понатаму останува да ја води функцијата претседател на собранието.
Како ќе го прокоментирате предложението на спикерот Гаши поврзано со содржината на интерпелацијата? Дали за вас беше очекуван ваквиот исход при гласањето и дали обвинувањата од ДУИ и Европскиот фронт дека интерпелацијата беше заснована врз национална основа е оправдана? Јас сум бил меѓу првите можда аналитичари во државата, одма после гафот што го правеше Африм Гаши, првиот гаф кога тој после се изјасни дека, односно, не е добро говорил тоа, односно лошо го изговарал, дека заборал човекот во која држава живее, кај е председател на држава, председател на собранието, така што изјавеше дека мојата татковина не е Косово и така натаму. Така тоа го кажа во контекст на тоа дека сакаше да биде поврзан со тоа патриотско, тоа што го имате нашите политичари 30 години кај нас. Така што и вториот гаф со председателот председателка на Косово во аеродромот во Скопје и третото што го имаше во собранието, тоа што се клањаше име тие верските активности што ги прави тој. Така што јас првиот гаф кога го правеше бев на тоа дека треба да има дебата во парламентот, односно интерпелација, се со цел да му се потегне внимание, односно да му се каже на човекот дека треба ти си председател на собрание, треба да се однесуваш државнички. Така што добро е што се отвори таа дебата внатре во собранието, но мислам дека ја ние придонесуваме кон ДУИ, реално ми им даваме политички, како да кажам, консултации без пари на ДУИ. Очигледно тие не следат секој чекор. Зошто го кажувам ова? Го кажувам бидејќи кога истиот спикер, значи тоа кукавички се однесува ДУИ, кога го предлага да го изберат за председател на собрание господин Африм Гаши, ако се сеќават, ДУИ не го признаваше, односно гласаше против Африм Гаши да биде во собранието. Сега па истите, наместо да гласат, да им стават, да бидат во континуитет стабилни, наместо да гласат против Африм Гаши, бидејќи таа пред се е опозиционирана политичка партија и плюс правил гафови реално Африм Гаши, така што тие па сега не гласа, односно мислам дека го напуштија собранието, така што знаете тоа го правеле бидејќи во првиот пат кога не го гласа Африм Гаши, односно кога е изберан за прв пат председател на собрание, тие станале во иста страна, нели против беше и левица. Една СДСМ која многу е слаба, односно и како политичка партија во собранието со многу малце пратеници, левица како да е поглавен актер во опозицијата, така што тие ДУИ падна во прегратките на левица. И сега, ако беа пак со левица, јас мислам дека тоа ќе им минусираше политички, ќе поентираше вреди во оваа институција, така што ДУИ не го поддржуваше исто. Значи тие под секоја цена вака си сакат да го тргнат Африм Гаши, но ова е за мене е добро дело, односно да се дебатира во собранието за председател на собранието во иднина да биде малце попредпазлив, иако тие реално не се кривични дела, но сепак се го нарушуваат позицијата на председател на собрание, така што јас мислам дека ова според мене му била последна шанса да се поправи и тоа е добро. Кога сме кај левица, како ќе го коментирате вокабуларот на Васиев, лидерот на левица, кој го користеше за време на образложението на поднесената интерпелација за спикерот Африм Гаши? Дали сметате дека постои морална одговорност кај Гаши да се повлече од функцијата поради неговите досегашни гафови и настани кои предизвикаа бурни реакции кај опозицијата? И дали поддршката што Гаши ја доби од сите коалициони партнери во владата укажува на фактот дека владата е единствена во своите одлуки и стабилна? Па да, гласањето покажуваше дека владата е многу стабилна пред се.
Тоа покажува дека владата го има тоа мнозинство што го имаше од почетокот и јас мислам дека тоа ќе го има во следните 4 години, бидејќи 78 пратеници колку има мнозинство во собранието, тоа е стабилна влада, дури има во можност да прави 2/3. Така што ќе видиме како во континуитет ќе се случат, бидејќи како ќе поминува времето, можда една година, така мислам дека и во Европскиот фронт тамо што го предводува Дуи тамо ќе препукне. Не верувам дека помалите политички партии ќе имат капацитет тоа да го одржат до крај. Јас во почетокот на составување на влада, односно пред составување на влада сум изјавил дека таму ќе пукне, но јас мислам дека тоа може најсигурно ќе пукне после локалните избори кога ќе Дуи ќе ги изгуби и тие општини што моментално ги раководи, така што нормално со помошта на страна на ВМРО-ДПМН, бидејќи Дуи реално сега моментално нема друг партнер или да оди со левица заедно во локалните избори, пошто секогаш нели ќе најдеше партнер во минатото, односно по двајца партнери, едниот формално, едниот неформално или двајцата неформални, така што мислам дека овој пат нема да биде така што и да одат со СДСМ е безвредно, бидејќи реално СДСМ се многу слаби во терен. Така што изјавите од страна на Пасиев, тоа е опозиционерна политичка партија и така треба да делува, но сепак јас мислам дека опозиционерните политички партии повеќе треба да се замарат, односно да го креват гласот во тие креирање на политиките од како те замарат со председателот на собранието. Председателот на собранието сепак е главна фигура во државата, односно главно после председателот на држава и премиерот, се трите најклучни органи во државата, но сепак јас мислам дека треба да се концентрираат на тоа што им ветиле на граѓаните и да поднесуваат повеќе проекти, односно закони кои ќе им бидат добродојдени на граѓаните, отколку да се пресметуваат со афринкаши во собранието. Дуи и коалиционите партнери од Европскиот фронт, иако се представуваат како најголеми критичари на коалицијата вреди, како што и вие рековте, не гласаа за интерпелацијата на спикерот Африн Каши. Дали се изненадени од ваквиот нивен чекор и покрај тоа што имаат големи политички разлики, што е тоа што ги спречи да не гласаат за неговата интерпелација? Дали се работи можеби са солидизирање кога станува збор за функционер од албанско етничко потекло или постои страф од сосема нешто друго, да толку ги исплаши и ги натера да не ја подржат иницијативата на левица? Не, во нито еден случај. Знаете зошто? Поради една причина. Ова теза може да се отфрла директно, бидејќи кога се договориле коалиционите партнери во ВМРО-ДПМН Влени знам, односно Вреди знам, тие се договориле председателот на собранието да им припаѓа на Влен. Карикирам дека и да поминеше интерпелацијата за Африн Каши, ако Африн Каши ќе се тргнеше од хипотетички од позицијата на председател на собранието, пак од страна на Вреди, односно на алтернатива, ќе имаше друг председател, иако се зборуваше пред да се гласа Африн Каши дека ќе биде, нели, во кулари, дека ќе биде другиот пратеник од страна на алтернатива, односно Беким Сади, така што јас мислам дека Вреди пак ќе го поставаше председател на собранието, така што Дуи немаше да придобива ништо реално политички, но ќе изгубеше по тоа што го кажав дека ќе беше сојузник заедно со левица да го урнат председателот на собранието. Така што мислам дека тие политички поентират, тие знаете што, Јон, сакам да го кажам на нашите гледачи, и да бидеш патриот и да бидеш криминалец, мислам дека не одат заедно. Тие во минатото знаеш дека ја имат украдено и успоштено не само државата Република Македонија, туку и граѓаните албанци. Така што јас мислам дека тие со патриотизот немаат врска со тоа, тие само интересот не по секоја цена да бидат во власт. Дури јас мислам дека сега по секоја цена ни тоа не го немаат, тие по секоја цена сакаат да го бранат богатството кој го имат стекнато во последните 20 години.
Дали негласањето на ДУИ ја отвора вратата за обединување на политичките партии од албанскиот блок, составен од македонски албанци, кога станува збор за прашања од етнички интерес за албанците? Дали во таков случај вреди ќе ја засели својата реторика за нивните барања внатре во владината коалиција и како тоа се одразува врз стабилноста на коалицијата, особено врз самата вреди? Вреди мислам дека се покажа како конструктивен партнер во владата до сега и јас мислам дека тоа ќе биде до крај на мандатот на оваа влада, бидејќи до сега, иако има се исклучоци, но нормално е тоа да тие да придобијат политички кон своите гласачи, но сепак мислам дека коалицијата вреди ВМРО да знам е во добра насока, така што треба да им само да им се даде време, да поминат нормално 1-2 години, за да може тие да се покажуваат. Во ниту една комбинација, мислам дека вреди и ДУИ нема да бидат заедно, односно да се прават тие поделби, односно концентрациони коалиции на етничка карта. Така што јас мислам дека тоа би било и ризично првен, а второ мислам дека е недемократски и непрофитабилно ни за Република Македонија, ниту за граѓаните кои живеат во нашата држава. Јас мислам дека тоа никогаш нема да се случи. Председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски најави дека на почетокот на октомври ќе решава за уставноста на законот за употреба на јазиците, а како резултат на поднесената иницијатива уште од 2019 година, која досега не стаса на дневен ред, додека пак за уставноста на законот за балансерот ќе се одлучувало на крајот на септември. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека одлуката, каква и да е, која што ќе донесе Уставниот суд, ќе се почитува, при тоа додадајќи дека не можеме да се однесуваме како да сме во анархија, а на иста линија е и спикерот во собранието Африм Гаши. Како вие ги гледате изјавите на Мицковски и Гаши, а како изјавите на Билал Касами од коалицијата Вреди, кој вели дека таквата иницијатива е обид за државен удар и дека Вреди е гарант за употребата на албанскиот јазик, иако структури во судот се обидувале да создават тензични ситуации. Дали ова што го изјавува Касами, но и другите лидери од коалицијата Вреди е смислено сценарио од структурите на ДУИ, како дел од заканите за есенската дестабилизација, за која зборуваше и премиерот Мицковски? И каква одлука очекувате од Уставниот суд, особено што овие прашања се доста сензативни? Како да кажам сега, откаде да почнам. Мислам, првен, треба да знаеме дека Уставниот суд е независно тело, односно независен орган, и главниот орган во државата, кој, односно главната институција, кој го брани уставноста и законитоста на Република Македонија. Секоја одлука на Уставниот суд треба да се почитува, според мене. Тоа е први. Како и да е, може да е болна, може да е безболна, може да некои политички партии може да се согласува, не се согласува, но сепак мислам дека тоа што ќе донесе уставот не само треба да се почитува, тоа мора да се почитува, пошто тоа пред се е главен столб во државата, единствениот главен орган кој го брани законитоста и уставноста. Ќе видиме во кој дел тоа ќе се укинуваат, ипотетички сега кажувам, ако се укинуваат некои делови од законот за употреба на јазици и како ќе може да се преименуваат, односно да го толкува Уставниот суд, треба да му даваме можност, односно не ниту пак смееме да се мешаме во нивната работа, да веруваме дека тие ќе донесат одлука која ќе биде праведна пред се, односно пресуда која ќе биде праведна во делот на употребата на јазиците. Тоа изјавите што се различни на Африм Гаши од страна и на Билал Касами, тоа покажува дека внатре во коалицијата Вреди немаат координација помеѓу себе политичките партии и секогаш во Вреди јас мислам дека Билал Касами е тој што сака да се покажува поголем патриот внатре во коалицијата, а овој другите полиберални, односно пред се тука Арбен Таравари, па и Африм Гаши, тука
и изметмеđите си поигруваат топло-ладно. Јас мислам дека вреди еден со секогаш треба да имат една заедничка политика, односно да се координираат самите лидери помеѓу себе кај ќе биде став, бидејќи едниот став на една политичка партија на другата политика. И ако тие се независни во нивните ставови, но јас мислам дека тие треба да бидат малце поумерени и да дават еден став кој ќе излева од страна вреди. Воно, кога имаш повеќе политички партии, но се разбира дека истите да размислуваат, но првен да дочекуваме како ќе биде одлуката од страна на Уставниот суд, па после тие може да ги се изјаснат. Јас мислам дека пред време тие се изјаснува, па после дуи го употребува како механизам против нив. Така што јас мислам дека им би порачувал на вреди првин да го очекуваме одлуката како ќе биде од Уставниот суд и тоа треба да се почитува, а после политички може тие да дебатират, но не да бидат против одлуките на Уставниот суд, бидејќи тоа е највисокиот и единствениот орган во државата кој го брани уставноста и законитоста. Господине Фаризи, какви се вашите очекувања за однесувањето на политичките партии од албанскиот блок, доколку Уставниот суд одлучи противно на очекувањата на партиите од албанскиот политички кампус? Ако се случува такво нешто, хипотетички сега кажам, за да бидам малце пореален, пример да се укинува балансерот. Јас мислам дека за балансерот веќе се договориле тоа да се укинува. И ако се укинува, исто мислам дека албанските политички партии кога беа дел од власта се договориле за истото. Јас мислам дека дури балансерот се злоупотреби во минатото и треба исто да се укинува, и според мене, и да се им овозможи да се дава шанса на сите етнички заедници, односно на сите граѓани, рамноправно да се конкурират и да може да се вработуваат во државната администрација, но според условите кои ги исполнуваат и според квалитетот, а не по партиска книжка или по националната книжка, а во минатото истото се злоупотребил. Пример, македонците се изјасни на друга нација дека и припаѓаат со една изјава која го дадове пред нотарот, и обратно албанците се пишале како македонци или македонците како албанци во тие општини кај требало да се вработат. Затоа ова политичките партии во минатото не го дебатирале и го скриеле, бидејќи имале бенефит и албанските политички партии и македонските политички партии. Така што еднаш за сегогаш јас мислам дека треба да се ослободиме од тој балансерот како начин, единствениот начин дека нацијата може да те вработува, а не личните квалитети што ги имаш и образованието. Така што јас мислам дека за тоа веќе е најден консензус помеѓу политичките партии. Јас мислам дека така од кога е составената влада, бидејќи ВМРО-ДПН му беше како ветување пред изборна кампања. А второто во употреба на јазици, да видиме првен како ќе биде одлуката на судот. И ако, пример, јас не верувам дека Уставниот суд ќе го укине во целост употреба на јазиците, тука јас мислам дека ќе го моето лично мислење дека тоа ќе го укинат да се употреба во ниво на државата и тоа да се употреба само во деловите каде живеат само 20% од населението кај живеат албанци, и односно тоа ќе биде во согласност и според уставот на Република Македонија. И сега да не ме ленчуваат овие другите, но сепак сакам да им кажувам на гледачите дека јас имам магистрирано, имам докторирано во областа на поделба на власта, особено на балансирањето помеѓу двете етникуми во државата. И јас мислам дека памтете, ова емисија вајда и се сними, дека Уставниот суд ќе донесува одлука кај јазикот ќе се употребува само во делот кај албанците 20% според уставот, а не во целост во Република Македонија. И јас мислам дека според мене тоа ќе биде, ајде да не кажам праведно. А после тоа реакциите како ќе бидат политичките партии може да се договорат за некој нов закон.
тоа е нормално за употреба, не само на јазиците, и сите закони може да се дебатира, но тоа да видиме. Но јас мислам дека моето мислење лично е дека и некој кажал до сега, предпоставам дека од другите телевизии, мисля прв пат кај вас, тука не сум слушал во други телевизии, реално мислам дека моето мислење лично е дека Уставниот суд ќе го укинува делот на употреба на јазикот во ниво на држава и ќе го остави само во 20% во општините, односно во градовите кај се 20% според уставот на државата. Јас дури кога го донеса законот, дури се чудев тогаш во тоа време како успееле тоа да го прават така, бидејќи реално во уставот е нешто друго предвидено. Па спротивно на Венецијанската комисија, нели Венецијанската комисија даде негативно мислење за тој закон. Па јас мислам дека сега Уставниот суд ќе го преземе, ќе го има предвид тоа, но пред се ќе го има во предвид уставот на републиката. Односно на Република Македонија да не кажува дека не го искажуваме истото. Како ќе прокоментирате изјавата на премиерот Христијан Мицкоски дека нема да дозволи уцени за стабилноста на владата заради одлуката на Уставниот суд, нагласувајќи дека одлуката била каква и да биде, нема да биде политичка? Па мислам дека премиерот тоа што јас го кажав претходно, дека треба да се почитува пред се Уставниот суд е единствениот орган во државата што го брани уставноста и законитоста и која да е било не би требало да има бидејќи пред се таму има и албанци кои се дел од Уставниот суд и да видиме тие како ќе дебатираат таму, но реално не би требало за еден закон сега ние да имаме политички нереди во држава и тоа не верувам да се случи. Како ја оценувате изјавата на премиерот Мицковски дека покрај реализирањето на ветувањето за развластување на представниците на ДУИ и нивното исклучување од владата, тие наскоро ќе одговараат за сите злодела и злоупотреби кои ги направиле за време на владењето заедно со СДСМ, бидејќи постојат сериозни индиции за сторен криминал. Дали верувате дека ќе дојде денот кога сите ќе одговараат со оглед на тоа што судството и обвинителството се уште се под влијание на ДУИ и СДСМ? Па да 20 години ВМРО, СДСМ и ДУИ толку многу во минато 20 години ДУИ, односно ги има вработено толку многу во јавната администрација, особено и во делот на судството, така што речиси дека сите обвинители и сите судии се нивни политички активисти, така што само што законот не им дозвола истите да имат партиска книшка, не се дозволено да се занимава со политика, така што во овој период само тие вработува. Така што не можеш ти да се вработиш чистач некаде или обезбедување некаде, ако ти не си бил дел од политичка партија, не само тоа, дури тие прст и мешале прст и во и во приватниот бизнис, односно ако не можеш да бидеш дел, ако не си дел од политичката партија, да може да те вработуваат и тие кај нивните соработници што ги имале во тендерите, кои злоупотреба буџетот на државата. Така што мислам дека секој граѓанин тоа едва го очекува, еднаш за секогаш да дојде правдата во државата. Јас мислам дека влада треба односно Министерството за внатрешни работи и целата влада треба да најде начин како тие лице да ги донесат пред правните органи, дават одговорност и отчет на тоа како енормно се збогатиле кои луѓе биле голтари буквално пред 20 години, а станале мултимилионери сега во 2024 година. Така што мислам дека единственото очекување од страна на граѓаните е барем некој од тие што го злоупотребиле законот и кои се збогатиле во грбот на државата и на народот да можат да дават одговорност. А јас сум во овој дел, јас мислам не само дека треба да дават одговорност, туку треба да им се земе целото богатство, да се им конфискува истото и да се врати во буџетот на државата. Така што треба да им се дава можност, многу сме рано, за тоа минимално да поминат
6 месеци до една година, па за да видиме како ќе тоа. Ако ги прашувате граѓаните, реално тие, како да кажам, се разочарани, бидејќи уште никој не одговорил, но јас мислам дека треба да му се даде време, тоа не е така едноставна работа, за да можеш да влегуваш во делот кај тие праве криминални корупција, ти можеш да ги откриеш, но пред се треба да видиш и дека и сигурно тоа ќе се тера до крај. Не дека во минатото немаше кривични пријави, имаше кривични пријави, но истите стоеле под фиоките кај или кај обвинителите и кај судите, така што јас сум обратно, јас мислам дека први треба да судиите и обвинителите кои го злоупотребуваат службата должност да дават одговорност, па после политичарите. Бидејќи така полесно ќе дават одговорност луѓето кои ги злоупотребиле. Бидејќи ако истите луѓе ги носат кај истите судии и кај истите обвинители, замисли синот на Талат Џафери што беше судија или обвинител да го суди некој од неговото семејство или некој семејство на Ахмеди. Така што мислам дека тоа не е можно. Пред се треба да има да се внесува законски пред се некој одговорно на самите обвинители и суди, за да можат после политичките приврзаници кои го злоупотребиле службената должност да дават одговорност. Откако премиерот Христојан Мицкоски најави дека ќе има промени во македонската страна на Комисијата за историски и образовни прашања со Бугарија, ко-претседавачот од македонска страна Драги Ѓорѓиев, кој во изминативе 7 години го предводеше тимот на историчари од македонската страна, најави дека тој и неколку други членови од комисијата не сакаат да бидат дел од историската комисија. Како гледате на ваквата негова изјава? Зошто дури сега, односно по смената на власта, излегува со вакви изјави, оправдувајќи ја одлуката дека било тешко да се работи со таква методологија и да се постигнат резултати? Од што се плаши Ѓорѓиев? Како тоа сите овие години не им пречеше таа методологија на работа, кога ги договорија сите предавства поврзани со националните интереси на Македонија и македонскиот народ од историска гледна точка, а ги има побајаги многу? Значи, лично јас мислам дека тоа, како да кажам, тоа е предавничко според мене. Првин. Вторин, тоа покажува дека тој бил партиски војник таму во таа комисија, бидејќи со смена на влада, ако ти излегуваш од таа комисија, ти покажуваш дека си падна на таа гарнитура кој те именувале таму во таа комисија. И јас мислам дека нема ни интерес да се бранат националните интереси на самиот народ, односно на македонскиот народ и на Република Македонија. Јас мислам дека ќе се најдат сосема, тоа не значи дека е крај, дека ние немаме други познавачи, односно други научници, така што јас мислам дека ќе се сменат тие и добро што тие луѓе дури не прифаќаат да бидат таму. Подобро да ги немаме таму, отколку да ни наштетат во преговорите со Бугарија, така што јас мислам дека владата ќе најде други луѓе, експерти и луѓе кои вистина сакат да придонесуваат во тие преговори со Бугарија и да го зачуват националниот интерес на државата и на Република Македонија пред се, но и на македонскиот народ и на македонска култура и историја. Како ја оценувате изјавата на Венко Филипче, лидерот на СДСМ, дека ВМРО ДПМН наместо да ги подобри односите со соседите, ги влошува, обвинувајќи ја владата дека досега не покажала некаква намера да го продолжи евроинтегративниот пат, што според него не е во интерес на Македонија. Како ја гледате и изјавата на Мицковски во врска со односите со Бугарија во контекст на евроинтеграциите на Македонија, каде што вели дека владата не може да влезе во наивен процес на одстапки, доколку нема јасни гаранции дека нема да има нови блокади на патот кон ЕУ и дека е спремна за разговори, доколку и од другата страна постои подготвеност за тоа? Ставот на Венко Филипче мислам дека е познато, бидејќи тој е дел од опозицијата. Јас мислам дека во овој период тој повеќе треба да се сконцентрира за да може да ја крева неговата политичка партија, односно да се концентрира
во составување, односно рекуперирање да прави на неговата политичка партија после дебакл што го имаше во изборите и да се спрема за локалните избори и да им дава можност на владата, бидејќи реално тие 7 години има можности тоа да го прават, односно да ја внесуваат Република Македонија во Европска унија, бидејќи во една нормална држава, па вклучувајќи и Република Македонија, процесот на преговори за да бидеш равноправна членка на Европска унија, имајќи упреди другите држави како биле колку траеле тој процес, би требало да биде помеѓу 6 до 8 години. Толку би ни траел и нам како нормална држава која би преговарала. Ако СДСМ го земаше власта и беше 7 години власт, требаше веќе ние да бидеме членка на Европската унија, а не така тие да изгубат на избори дебакл, особено во лажната политика што има во делот на интеграциите во Европската унија. Така што јас реално не ги земам како сериозни таквите изјави на страна Меков Липче, а изјавите на Христијан Мицков, на премиерот на државата, односно премиер на Република Македонија, кој изјави дека треба да бидеме предпазливи, па да, ние треба да бидеме предпазливи во преговорите со Бугарија, бидејќи ние во овој целосен период направивме отстапки пред се со смена на името, па и во договорот што го имавме со Бугарија, и ние пак не станавме членка на Европска унија, односно не ги почнавме преговорите, бидејќи да бидеме членка на, ако ги направиме овие отстапки за да бидеме само членка на Европската унија без исполнување на другите услови, јас мислам дека и тоа нема сенс. Не пред се треба да ги почнеме преговорите и да ги правиме тие клучните реформи кои ќе се добродојдени за нашите граѓани и нашата држава, се со цел ние пред се да се трнеме од тие политичкото влијание и вмешување, односно прањето едно, да немаме разлика помеѓу политиката и државата, односно партијата и државата, како беше во минатото, односно да имаме правосуден систем кој ќе биде вистините и ќе ги гарантира сите права на сите граѓани во државата и да имаме поголем раст економски, социјален, подобро образование, поквалитетно здравство и подобра инфраструктура и во сите подобро животна средина и така натаму, значи во сите полиња во животот, кои се предусловите, односно главите за преговарање со Европска унија. Така што ние треба да стоиме стоично и треба да бидеме предпазливи во преговорите со Бугарија со цел да имаме вистински гаранции и од страна на Европска унија и од страна на Бугарија, и тоа подпишани од овие страни, дека нема веќе да бидеме блокирани во процесот на интеграцијата во Европска унија. Како гледате на тоа што владата на Мицковски при потполнувањето на директорските позиции од третиот и четвртиот ешалон постапува со трезвена глава, правејќи тековна транзиција, притоа не прекашувајќи ги законите и одбегнувајќи било какви чекори за да бидат обвинети за политичка чистка при промена на власта, како што беше тоа случајот кога на власт дојдоа СДСМ и ДУИ, притоа посочувајќи го случајот со незаконските разместувања на илјадници работници вработени во МВР, за што сега граѓаните на Македонија плаќаат 25 милиони евра како резултат на судски пресуди заради незаконските разместувања, а како причина за тоа е партискиот реваншизам. Па, мислам дека ова прашање би било поврзано со тоа дека не се уапсени луѓето кои го злоупотребиле служената должност, односно луѓе кои биле корумпирани и зашто не ги ставивме во затвор. Јас мислам дека и во овој дел премиерот на државата, господин Христијан Мицковски, не ги има именувано сите функционери во државата, освен многу малце во државната администрација се именувале, освен министрите, заменик министрите и државните секретари, и клучните институции кои се во државата. Во другите институции реално немаме поставени директори, повеќе мислам дека Вленик ги има поставено колку
во МРДПН, или тука се по бројот на поставени на овите директорски места, но ако го гледате влем пример, како брзаше во поставувањето на директорите, правеше големи гафови. Ако се сеќавате, предлагаше човек за да биде со криминално досие да биде заменик директор на Идризова, нели? И тоа имаше буни реакции во државата и во другите институции. Дури го именуваше луѓе, па после ги разрешуваше истите или се обидуваат истите да бидат неквалитетни. Јас мислам дека ВМРО во овој дел многу се предпазливи и тоа го прават, тоа е миниот трансфер на власта, прво, а второ е да не плаќат после пенали, односно ако го разрешуваш некој човек спротивно на законот, има право да те тужи и да те добија реално во нашите судови и политички со политичко влијание, така што државата, односно буџетот на државата да биде оштетен. Јас мислам дека за нас може граѓаните ние сме поимпулсивни, а особено политичките активисти кои сакат одеднаш тоа да бидат променето ако може за еден ден, но тоа реално не е можно. Јас мислам дека тие се прават конкретни анализи и многу е важно најверојатно да биде погодениот човек на погоденото место, отколку да биде обратно непогодниот човек на непогодно работно место, бидејќи и реално имаме функционери, да не насмејам малце вам и да го релаксираме ова интервју. Некои мои другари отишле во една институција и таму дебатирале со еден одвлен и кажал, јас сум како директор сум дошол тука да учам. Разбираш, тој дошол тука да учи, тој треба да раководи позицијата. Имал време многу да учи во школа, на факултет и така натаму, така што тој би требал да дојде да прави реформи, не да учи. Тој им кажува на моите другари, јас сум дошол тука да учам. Така што вакви функционери на државата не им треба реално. Ние треба да донесеме функционери кои треба да работат и да прават реформи, да учат. Тие што имаат потреба да учат, нека си одат у школа, односно да продолжат со нивно образование, кога ќе бидат спремни, нека се вратат пак да ја раководат конкретната институција. Господине Фаризи, има едно прашање од еден наш гледач, Бранко Николовски, ако сакате, може да одговорите, еве го на екранот, го имате? Дали во целост треба да се почитува референдумот од 1991 година? Кој Бранко? Бранко, да. Да, дали треба да се почитува референдумот од 91-а? Да, во целост. Па веќе ние од 91 сме независна држава и треба да се почитува тоа веќе утре веќе ние славиме независноста на држава и сакам на сите наши граѓани, односно македонци во цел свет, да им честитам денот на државата, односно на независноста на државата. Тоа покажува дека ние во целост тоа го почитуваме и мислам дека сите граѓани и се тоа го имат прифатена Република Македонија како независна. Тоа што можда има дел од македонците можда дека еве албанците нема да го прифатат, но мислам дека албанците веќе се лојални кон државата, се дел од целиот процес на државата, се вклучени во институциите, во образованието и во сите полиња на живот. Јас мислам дека нема албанец кој веќе не е лојален кон државата. А сега политичките партии што се обидуваат, значи да го искриват во одредени моменти, но јас мислам дека реално сите ја сакаме држава и така треба да биде, за да може сите заедно да просперираме во иднина. Како ја оценувате иницијативата на опозицијската СДСМ да организира протести пред Министерството за образование и наука, барајќи зголемување на платите на наставниците за 12 до 15%? Ова се случува во момент кога министерката Јаневска ги објавува причините за недостигот на средства за зголемување на платите, поврзувајќи го тоа со буџетскиот дефицит од 5 милијарди денари, кој го оставила претходната влада на СДСМ и ДУИ. Како гледате на ваквите барања на опозицијата и на фактот што бројот на протестанти беше релативно мал, а СДСМ обвинува за притисоци за поставување на образованието од страна на актуелната влада?
Тие се очени политики кои ги прави СДСМ, јас мислам дека тие треба повеќе, како што кажа, да се сконцентрираат во нивната политичка партија. Нивните поборувања се само поени да изберат, но реално тие во протестите, во тие собирањата немаше на 20 луѓе, така што реално јас мислам дека и самите професори и учители знаат точно дека нема пари во државата. Тоа не е можно одеднаш да се растат на 12%, бидејќи тоа е голем товар на државата. Јас мислам дека треба да им се дава можност на оваа влада, барем во следната 2025 кога ќе се креира новиот буџет, за да може да се придвижат тие средства, да се покачи платата. И ние знаеме дека инфлацијата во овој период ги отежнува животот на граѓаните, но граѓаните пред се треба да бидат свесни, односно работниците во тој сектор, на образовниот сектор, дека пред се во државата нема пари. И мислам дека министерката тоа реално го кажува, дека нема пари, бидејќи овие другите да беа овие од минатата власт ќе кажат за 3 месеци, за 2 месеци, или ќе биде ајде да преговараме и некако да се договориме за покачување на пензиите. Јас мислам дека ВМРО ДПМН прави реална политика, тоа што министерката искрено изјави дека нема пари. Јас мислам дека ако поставивме, тоа не би требало да постави, да беа тие другите, ќе кажат да, ајде да преговараме и ќе почнат преговорите од сега па 2%, па 3%, па 5% и на крај 0%, или ќе кажат дека нема пари. Така што јас мислам дека подобро да правиш реална политика, тоа што го искажуваше и министерката Весна Јанева, така што јас мислам дека нема некои бурни реакции во државата од страна на работниците кои работат во образованието, така што единственото кои креват и прават паника се СДСМ и нивните синдикатни политички синдикат, да не кажувам. Како ја оценувате донесената владина одлука? Пошто има и партиски синдикат. Извини, Бети, повели. Како ја оценувате донесената владина одлука за набавка на училишен прибор по пониски цени, која е насочена кон илјадници македонски семејства со ученици со цел да им ги намалат трошковите? Па септември секогаш е скап месец, реално, бидејќи децата почнуваат во школа, освен што треба да им набаваш облека нормално, пред се треба и да даваш и во приборот, училишниот прибор, така што намалувањето на односно ограничувањето на маржата 5%, мислам дека можда не е која голема придонес, но јас мислам дека е добра политика на тие посиромашните граѓани кои едва и брзат крај на крај, за да може барем малку толку да им се овозможи да купуваат поевтино, и мислам дека инспекторите беа нетеран, констатиран неправилности во некои места. Мислам дека е така и е добро што владата измисли таква политика, односно за намалување на маржата само на 5%. Така што еве една добра политика за граѓаните и дополнително и другите политики кои се, односно кои ги изјави министерката за образование, дека ќе им помогне на студентите, односно да им покачува нивниот стандард со субвенционирање на истиот. На средината на оваа недела, за време на пуштањето во употреба на детска градинка во општина Илинден, која започна да се гради пред само 2 месеци, премиерот Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање кое што не беше поврзано со градинката, туку со мобилен оператор, со кој владата потпиша необврзувачки меморандум, рече дека тој меморандум не значи дека нема да има тендер, туку напротив дека тендер мора да има, додавајќи дека времето на договарање на тендери во 4 очи заврши. Како гледате на ваквиот нов пристап на работа на владата во тендерските постапки и како гледате на најавената нова инвестиција која најави премиерот Мицкоски во вредност од преку 60 милиони евра, во која компанија ќе се
изработуваат литиумски батерии, за што беше поставен и камен темелник пред некој ден на компанијата која доаѓа од Германија и која има во план да вработи 700 лица. Па јас мислам дека за овие 3 месеци, не исполнети 3 месеци, 2 месеци колку е новата влада, има направено, односно најавено сериозни инвестиции, повеќе од тоа колку заправила заедно 7 години со ДСМ и други. Тоа е првата. Да констатираме дека ние сме ги надминали, односно влада ги има надминато за неполни 3 месеци целосниот период кога беа во власт СДСМ и други. Изјавата на премиерот дека за новиот оператор кој ќе влезе во нашата држава дека ќе биде транспарентно, тоа е добар чекор што веќе нема договарање во 4. Иако пред се единствениот оператор од Унгарија што ќе влезе во нашата држава е договорена да се направи како инвестиција, но пред сето мора да поминува под тендерска документација предвидена од страна на владата на Република Македонија. Најголемата грешка што го има го исправа сегашната влада е тоа дека го имат ограничувано минатата влада да влегуваат другите оператори. Најверојатно се договориле помеѓу себе во тие договори 4 оси, така што реално се им доаѓаат поскапи цени, односно сметки на граѓаните. Јас дури имав една дебата со некои луѓе дека еве сега унгарците, ме разбираш, тие што се против овие ставови, но истите луѓе кои ги прашав колку трошите за интернет дома, истите кажуваат дека ги употребуваат телефоните кои се на државна сметка и истите им овозможува да и на децата да играат дома со интернетот и плаќат само 400 денари за гледање на телевизија, а пример јас лично секој месец плаќам над 10.000 денари до 11.000 денари само за интернет услуги. Тоа покажува дека е огромна разликата од 400 денари со 10.000 денари. Истите луѓе кои го злоупотребуваат телефоните кои се на државна сметка и не сакат се против овие политики. Додека ние не пипнеме во джеп, ние не можеме да се опаметиме реално, како го кажуваме народски зборот. Така што е голем чекор ова првин за влегување на нов оператор. Јас мислам дека тоа ќе влие директно во намалување на цените и на услугите пред се и задоволството ќе биде поголемо од страна на граѓаните, ќе има поквалитетни сервиси во операторите и во врска со инвестицијата, јас мислам дека тоа е топ инвестиција, 60 милиони евра и нови работни места во држава. Тоа гарантира дека нашите граѓани, односно децата кои учат младите во делот на технологијата, во тој дел за производство на батерии, зашто беше таа компанија, мислам дека ќе им подонесе истите да не бегат од државата, односно да одат во странство и тоа ќе влие директно во нашата економија. Како ја оценувате новата регулатива за влез во Европската Унија за граѓаните од земјите со безвизен режим, вклучително и за Македонија, која започнува на 10 ноември и ќе бара онлайн апликација најмалку 1 месец пред денот на патувањето од средината на следната година? Тоа е лошо за нас реално, бидејќи да бевме членка на Европска Унија на друг начин. Сега ние треба да се вратиме не на старат начин на одземање на виза, но сепак на една постапка која го има воведено Европска Унија, кој не треба да се најавиш да аплицираш па да дојде одговорот. Најверојатно ти е нивна политика за да се бранат од луѓето кои го злоупотребат тоа 90 дена престој во Европска Унија. Можда за нив е добро, но за нашите граѓани, особено за нас кои не го злоупотребуваме исто, тоа е лошо. Пред се ти си ограничен, мора 30 дена однапред тоа да го правиш првото и второто треба да му платиш. Можда не се многу пари, но сепак треба да му се плати во буџетот, така што
3 евра, 5 евра, 7 евра, не знам колку беше, го читав еден ден, така што, но сепак мислам дека за нас, обичните Смртници. смртници кои не го употребуваме, односно не го злоупотребуваме Системот. подолг престој во Европска Унија, а за другите кои го злоупотребуваат истото, тоа нашите луѓе кои гастарбајтери, односно што одат таму, стојат повеќе, работат таму и не се враќаат на време, јас мислам дека тоа ќе биде потешко, бидејќи ако тие ги стават во систем, па после не можеш пак да влегаш во Европската Унија. Реално, ако го оценуваме, за нас е лошо, кои сме надвор од Европската Унија, за нив е добро за безбедноста. Така. Премиерот Христијан Мицкоски најави логистичка помош на нашинците во Лерин, откако грчките власти го укинаа Центарот за македонски јазик во Лерин. Како ќе ја прокоментирате одлуката на владата за логистичката помош и како гледате на одлуката на грчките власти да го укинат Центарот за македонски јазик во Лерин? Гледате ли во тоа некаква политичка провокација и дали овој чекор на грчките власти е уште еден доказ за непочитување на договорите? Па не убедува СДСМ дека веќе се договоривме со Грција, се веќе нема, тие се наши пријатели, па се гушкат, па прославуваат тука кога го сменија името. Се памтиме тие во кога го подпиша препосванскиот договор, таму колку се ги дигна раците горе. Да, и така што, еве сега ние имаме пак проблем. Јас мислам дека никогаш нема да се подмират ни Грција, ни Бугарија со тоа да постои Република Македонија како држава и како нација. Никогаш нема да се согласат овие држави. Но, можда политиката, глобалната политика ќе наведува под секоја цена ние да влеземе во Европска Унија, бидејќи да им ги заштитиме нивните интереси пред се, но јас мислам дека Бугарија и Грција никогаш нема да се подмират за постоењето на државата и постоење на македонскиот народ. Господине Фаризи, после се ви благодариме за учеството во Македонски корени, причини задоволство, продолжите да ја будете свеста за единство секако. Нам ни останува да ви посакаме успех во заложбата и за се што работите за интересите на Македонија. Во пресред на утрешниот ден 8 септември, честит денот на независноста на Република Македонија. Имајте си убав викенд, одлично здравје пред се, пријатно до слушање и секако довидување. Благодарам многу и за тебе, Бети, и за Јон, за добрите зборови, да ги поздравам уште еднаш гледачите кои не следат директно или ќе не следат после и да им честитаме 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, да биде вечна пред се и да ја посакуваме повеќе, да придонесеме колку што може во своето поле, колку што можеме пред се и да се чуваме нашиот интерес заеднички, бидејќи нашите другите ако не се чуваме самите, нема други кои ќе не чуваат, односно и како држава и како интерес, така што треба да бидеме сплотени, треба да бидеме одговорни кон нашите граѓани и кон нашата држава. Благодарам уште еднаш и во следно видување да имаме добра дебата со добри новости, особено во економскиот план на државата и во процесот на интеграциите. Ви благодарам. Ова беше уште една одлична порака од ваша страна и јас да ви посакам здравје, бидејќи рековте дека сте малку преладени, настинати. Да, искрено да ви кажам, ниту еднаш не кашла во овој пред, тоа е добар знак дека сте се опоравени. Така. Остануваме во контекст, се слушаме наскоро овде на Македонски корени. Поздрав и секој добро. Поздрав до вас. Е добро. Најдобро.